Проектот Синдерела е финансиран од Европската програма Хоризонт 2020. Учествуваат 13 европски земји, 13 европски институции од 7 европски земји. За наша чест и за наша среќа, една од тие 13 учесници е компанијата Градежен институт Македонија. Целта на проектот е воведување на еден концепт за искористување на секундарни индустријски отпадни материјали и добивање на нова додадена вредност на таквите материјали и нивна употреба во градежништвото. Најпрво сакам да изразам огромна благодарност до Градежниот институт на Македонија заради тоа што земајќи го овој проект да го работи за Македонија, во Макстил препозна одличен партнер за соработка и што од првиот момент кога представниците на ГИМ дојдоа во Макстил да го презентираат овој проект, ние како компанија без двоумење го прифативме овој проект. Од кои причини го прифативме овој проект? Макстил како компанија од секогаш се залага за она циркуларна економија, односно она што за некој е отпад, односно старото железо кој за некој отпад и милуваат да го наречат отпад, тоа за Макстил е одлична суровина, што значи на ова старо железо со преработка на тоа старо железо повторно му даваме век за наредните 20, 30 до 50 години и на тој начин нешто што за некој представува отпад, ние му додаваме некоја нова вредност. Меѓутоа, со производството на челикот, како нус производ, се јавуваат одредени материјали при самиот процес на топење на железото. Едни од тие материјали се црната троска, така наречена црна троска или троска од електролачната печка и бела троска, односно троската од казанска печка. Со овој проект сакаме да покажеме дека уствари све она што за некого е отпад од нивните производи, за некои други компании представува одличен агрегат или суровина за некои други производи. Така да, овој проект е од витално значење за Макстил како компанија, заради тоа што конечно ќе покажеме и овдека во Македонија дека троската не е отпад, него троската е суровина која итекако понатаму може да се употребува во градежниството и еве да упатиме апел до сите оние градежни компании да користиме материјали кои ќе бидат на некој начин рециклирани, а со самото тоа ќе штедиме и дел од животната средина. Представува огромна чест и задоволство што денеска Градежниот институт Македонија и Макстил на лице место демонстрираат дека од отпадните секундарни материјали навистина можат да се употребат во еден прекрасен проект од 12.000 метри квадратни кој што ќе представува опремен дел за паркирање и паркиралиште, ревалитизиран во скопот на рудница и железарница Скопје како бивша институција и на тој начин покажа дека неупотребените во наводници материјали кои што досега завршуваат во отпади, можеме од нив да додадеме дополнителна содржина, со тоа што значи директно во асфалтот, во бетонот, дополнителни производи кои што ќе понудат опремување на јавните површини и на тој начин допринесуваме во делот на нашиот допринос
во одржувањето на шелковата средина и наш допринос како општина, сега говорам, бидејќи ова е прв пилот проект кој што ГИМ заедно со Макстил од европските фондови можат да го искористат.